Колешке, морам да ви кажам дека навистина ја делиме загриженоста заедно со целата македонска јавност за тоа што се случува во моментот и со македонското здравство, но и со македонската економија. И токму затоа зедовме конструктивна улога во донесувањето на овој ребаланс на буџет, а тоа го докажавме и низ нашите конструктивни амандмани во текот на работата на комисијата, а истото го покажуваме и денеска, затоа што навистина се грижиме за она што се случува во реалноста, а реалноста не е баш онаква како што сакате да ја представите денеска. Ги слушнавме можеби 10-11 пати денеска мерките кои што се објавени на сајтот на владата на Република Македонија, и да, точно е, постојат тие мерки и точно е дека Сојузот на стопански комори исто така учествуваше во изработката на овој пакет на мерки. Но само да ве потсетам дека стопанските субјекти претходно искажаа огромна загриженост за начинот на тоа како се спроведува претходните 3 пакети на мерки, а посебно во делот на нетранспарентно спроведување на мерките, односно тешкиот пристап до финансиските средства кои што беа предвидени со овие мерки. И од тука доаѓаме до кикс во проекциите на владата, па така да првиот пакет на мерки од 550 милиони евра дојде до искористување на една половина, односно околу 50% беше искористен. Од тука, ако се направи збир на целиот пакет кој што се нуди сега, повторно не доаѓаме до износот од 470 милиони евра, односно доколку се направи збир, од сите мерки ќе се заклучи дека четвртиот пакет на мерки изнесува 240 милиони евра. Според експертите ова би значило дека или се врши прелевање на средства од првите 3 пакети, за кои што цел ден се фалите дека изнесувале 550 милиони евра, или пак се планираат уште повеќе задолжувања, кои што повеќе ќе зголемат должничката криза во Република Македонија, односно ќе не воведат во должничко робство како држава. Како што кажав, сомневањето, односно сомнежот стои во фактот дека имаше многу недоследности во првите пакети и во ефектите кои што произлегува од нив. Само да ве потсетам, 40.000 невработени не се целосен број, туку тоа се само број навработени во 2020 година, од кои што околу 20.000 имаме луѓе кои што останале без работа поради пандемијата. Од тука имаме право како опозиција да бидеме внимателни при носењето на овој пакет на мерки, цело време да биде овој пакет на мерки под радар и нормално да се грижиме за неговото спроведување. Благодарам.